Почитуван подпредседателе, почитуван колега Диме, најдобро нешто што еве во дискусијава, во дебатава на буџетот е што оваа дебата и оваа влада го предлага последниот буџет во Република Македонија. Дека повеќе вие, како не зборам лично вие, туку екипата која што ја поддржувате, најнеспособна, докажано најнеспособна, историски најнеспособна, најкриминална влада, го предлага последниот буџет во Република Македонија, историски највисок, но неразвоен, предвиден за предизборен подкуп, инвестиции, да не зборуваме за инвестиции, тоа се празни зборови за вас. Спомнавте дигитализација, не можеме да збориме за дигитализација затоа што прво зборите и за образование, затоа што прво и основно учебници нема. 3 години ги оставивте учениците без учебници. Зборувате за здравство, за пари во здравството. Морам да ве потсетам за клиничкиот центар кој што на широко го ветувавте, го нема никаде. Исто така, на клиничкиот центар во Источна Македонија во Штип, во кој што исто така ги лажевте граѓаните дека ќе има клинички центар, ништо од тоа. Така да, овој јавен долг кој што е над 63%, останува да го плаќаат граѓаните и неродените деца, за кои што знам дека кога бевте опозиција на дупло помал буџет, не знам, ја кревавте јавноста и тоа беше баук дека е, не знам, ваков и таков грчко сценарио, блокади и така натаму. Зборувате за пензионерите. Пензионерите јасно ви кажаа дека не се согласуваат со начинот на кој што планирате да ги залажете, практично ги залажувате сега пред избори, но ја подценувате нивната интелигенција. Никако да го спомнете она чудовиште од институција која што се нарекува Фонд за иновации. Сега пред малку видов некој си таму вработен во Фондот за иновации, пред неколку месеци формирал фирма и сам си доделил грант. Така ли ќе ја развиваме економијата? Така ли ќе одиме напред? Така ли дигитализација ќе тераме? Така ли ќе одиме со економски реформи? И за тоа, што е најлошо, никој не одговара. Значи, да повторам.